Почитувате гледачи на ОТВ, за прв пат од ова студио снимаме нешто кое што не е сврзано со некои многу тешки теми, ама исклучително сериозна е. Со нас во студиото Филип Илина од Здружение Зокум и најавуваме шесто издание на Љубење со стихови. Прво, добре ни дојдовте. Добре те најдовме. Фала ви што ја прифативте поканава да се поправиме муабет за овие работи за поезија, за настан кој што веќе прераствува во некаква традиција за прилеп. Ајде малку ќе почнеме со Лина, како джентлменски, да настапиме двајца, да како се роди Љубење со стихови? Љубење со стихови се роди многу спонтано на една кафе седенка во Лувр. Се разговаравме дека нема место во градов каде што се рецитира поезија, каде што може да се ужива поезијата, да не е дискутирана, да не е анализирана, туку едноставно да се рецитира и да се слуша нечие рецитирање. И дојдовме на идеја да направиме еден настан, кој што се уште немаше дефинирано ни име, само рековме ќе се обидеме да читаме поезија. И долго време настанот така, само низ разговори беше планиран, се додека еден ден не седнавме и не одлучивме, го правиме Љубење со стихови во октомври, избравме име и сосем случајно се погоди тој ден да е и слава, Света Петка. Меѓутоа, на наше големо изненадување, уште од првото издание на Љубење со стихови, Лувр кафулето беше преполно и ако беше вечер на слава, немаше место буквално каде да се застане. Внатре во Лувр беше... Првото Љубење со стихови беше внатре во Лувр, да. И рекот ни треба големо место и... немаше воздух. Немаше. Прво си рекот ни треба воздух. Да, значи немаше место за дишење, нам Лувр ни беше толку многу убав, како симпатичен, топол простор, но ние направивме таму уште две читања кои беа дел од Љубење со стихови, меѓутоа свативме дека навистина имаме многу повеќе публика отколку што просторот дозволува. Добро, ајде сега пред да стасаме во Лувр, кажете цело долго време немало име настанов. Како да дојдовте до Љубење со стихови да се... Како дојдов? Не знам, мислам дека на првиот настан доминираше некако љубовна поезија некоја и баш разговаравме после тоа да направиме некој настан традиционално кој што би го правеле по повод денот на влюбените Свети Валентин и денот на виното Свети Трифун и дека така некако го договоривме името Љубење со стихови, инаку не знам, немаше некој брейнсторминг на наслови. Па да, ако се размисли дека нели ние многу во еден свет каде што има многу малку поезија, некако многу се грубо сваќаме. Ако е љубење, мора да е бакнување меѓу двајца. Можеме да се љубиме со зборови, можеме да се љубиме со насмевки, сега ние почнавме и продолжуваме да се љубиме со стихови. Значи, прво меѓу нас, како некој што ја има задачата таа вечер да рецитира, а од друга страна ги љубиме и оние што се тука присутни. И бидејќи се љубени доаѓаат и тој број на гости, на посетители расте и Последниот настан кај беше во... Последниот беше во Лувр за денот на влюбените. Да. Значи ние сме врзани со Лувр вака емотивно заради Љубење со стихови. Емотивно ќе ви пуштам фактура после овде спомнување. И ете. Тоа е ли не гледај преброј колку има. Арно, ама ете, за некои моменти свативме дека тесно ние можеби некогаш во некоја варијанта пак ќе направиме таму, ама за сега
Претходно бевме во таверна, кога и ти ни беше гостин, Придружник. заедно со Кате и со Сергеј. И таму беше полно. Тоа беше четврто. Прилича големко дворче. Да, и испадна дека тогаш мислам најмногу критики добивме, зашто беше најполно од сите претходни изданија и сите рекоа претесен простор и си викам да чекаја претходно колку било тесно, кога сите ни се бунеа зошто толку е тесно во таверна. И сега одиме во Цепенков. Да. Фоје. Во фојето на УЦК Марко Цепенков. Овој пат сте поддржани од општина Прилеп. Прв пат, да. Прв пат се надеваме на последна, затоа што Се реално е надеваме. ваков настан никој друг не прави, вие веќе го правите успешно, има публика, така да мислам дека треба да се застане па не само општина Прилеп, нека има и општествено одговорни компании кои што е сака уметноста можат да поддржуваат во вакви настани, па може и да се шири и да биде поголем перформанс. Знам дека многу љубоморно си го чувате рецитирањето и супер е седа тоа, ама може и да трае сат и пол, 15 минути, нека има некој таму да пополни простор. Мојабетов ми е како да дадовте вајпот да го изберете Цепенков, затоа што фојето да се користи за промоција за книги, за има и концерти. Како решивте вајпот таму? Мислам дека фоајето доби една топлина и душа за разлика од претходно. Јас секогаш сум се чувствувал во фоаје како да одам на заболекар. Под прилика така изгледа со И мердерна. значи прво беше секогаш ладно, вратите беа отворени, дуваше во зимски услови, но минатата година на тие неколку зафати што ги направи директорката, доби некоја душа и бев на неколку настани на кои за прв пат јас таму се почувствував убаво, удобно. Значи беше топло, беше чисто, убави беа настаните, имаше визуелен ефект во смисла на затемнето светло, на програмата што Елени ни работи со тие книжевни разговори и така натаму, доби некоја друга димензија тој простор. А инаку конкретно ти можеби не се сеќаваш, ама на Лина беше предлогот за фоаје. Да. Размислувавме каде овој пат, а пак да биде пространо и пак да не се чувствуваат луѓето дека сега веканиме, дојдете 100 души, а од вас 40 треба да стојат, не е пријатно и не секој може да стои. Не размислувате дека сега за прв пат се случува во фоје на културна институција, прв пат е надвор од некако од кафич, да речем било варвила таверна и така натаму, дека на луѓето ќе му фали малку така пијачка да се опушта за љубење? Па токму и затоа, бидејќи годинава не поддржа финансиски општината, одлучивме оваа година пијачките да се на наша сметка, на сметка на Сдруженијето значи, Зокум. има. Да, секако дека ќе обезбедиме пијалок за гостите. Имаме финансиски средства да ја покриеме и музичката поддршка. Во конкретниот случај имаме средства за хонорари и затоа одлучивме оваа година да го смениме концептот, да излеземе од кафулињата, бидејќи досега нашата публика мораше да си купи пијалок, да се почести на своја сметка. Овај пат одлучивме пијачките да се на наша сметка и затоа и мислам дека тоа е една од одлуките што влијаеше да го избереме фоајето, а не да одиме повторно во некоја кафуле. Така, мислам и јас да не се правам нешто многу дека сакам поезија, затоа ве поканив, уште имате пари се. Луѓето се видовме дека тие што доаѓаат и не им пречи да си ја платат пијачката, ама ова му е прва година на Зокум, значи да кажам дека ова љубење со стихови е и прв пат во организација на Зокум, зашто Зокум формално, правно постои од годинава. Така што таа во февруари тоа љубење со стихови беше, уште бевме во тек на регистрирање, мислам. Да. И сега ова е прво и еве сега ги честиме, значи ги почестивме книги, сега ги честиме пијачка и стихови.
Инаку иницијативата за делење книги беше преубава. И доста му е за честење сега за година, не знам, ова прво е да се почестени. Сега е За натаму, за честење в година здравје. поголем буџет со поголема организација со повеќе гости и така натаму. Друго сакам да правиме малку, ајде, ќе се вратиме после, сакам малку да отвориме вака си пофилозофираме малку. Што мислите вие за нашето општество, каков однос има кон поезијата? Не знам. Мислам дека зависи од тоа колку поетите, уметниците се трудат да ја доближат поезијата до публиката. Затоа што во нашиот случај гледам дека од страна на публиката има еден многу позитивен одговор. Тие ја сакаат поезијата, сакаат да ја слушаат нашата интерпретација. Најверојатно на голем дел од населението, од публиката, онаа дискусија за анализа на поезијата, анализа на стилови, како поетот требало да се изрази, што така не се изразил, вака требало, така не требало, малку како да им е досадна, како се уште да се отпорни кон тие анализи на нечие творештво. Мислам дека многу повеќе сакаат да ја уживаат поезијата и забележувам дека многу повеќе сакаат кога поезијата е напишана на јазик на кој што тие ја разбираат. Да не е преоптоварена со некакви стручни поими, да не е преоптоварена со комплицирани зборови, да не е преоптоварена со стилски изразни средства за кои што лично мислам дека дури и луѓе што се занимаваат со што проучуваат книжевност не можат да разберат. Никој не може да знае што точно јас сакам да кажам со една моја песна. Јас може да пишувам за Македонија, за Прилеп, а песната да се однесува на мојот дечко, например. Ја прв пат слушам дека Мислам дека може. Дечкото можеш да го спореди со државата. Како Петре со Дениција. Да. Ќе ја рецитирам Барбара на ова љубење за стихови и еве во контекст на прашањето, Жак Превер е еден од поетите кои во текот на својот живот доживеал она што нели таа најопеана поетска слава. Значи тој бил познат, го сакала публиката, го сакале луѓето. Зошто? Токму заради тоа. Го користел народниот јазик, ги искажувал нештата што сите ние ги чувствуваме, ама знаеме дека Превер во ситуација, односно поетот, умее тоа да го каже. И затоа тој ја доживеал таа слава. Главниот проблем сметам дека поезијата во нашава држава е многу оддалечена од луѓето. И не можеме да им се лутиме зошто на многу луѓе кога ќе им се спомне поезија викаат: "А не, фала, читајте си." Ние го направивме спротивното затоа што сватија и дојдеа дека никој не сака да отиде на настан за да се чувствува неважен, дека тој е глупав и не разбира, а ние сме нешто многу возвишени и ние сме научиле 5 комплицирани зборови и сега вие сите во публика треба да паднат во несвест колку сме ние препаметни интелектуалци. Поезијата е јазик на срцето, не на мислата и не на интелектуалното. За интелектуално изразување постојат научни трудови, постојат конференции или постои книжевноста како наука, а тогаш се собира таков круг на луѓе и таму ги правиме тие муабети. Луѓето сакаат допре до нив, сакаат да се расплачат, да се насмеат, да се наежат, да се налутат, да се разбудат некои чувства што ги имаат или ги имале, или можеби ќе ги имаат. Значи, го скративме тој пат блиску да дојдеме до срцата на луѓето кои доаѓаат. Зборот ми е дека обично се случува да направиме нешта за да ги рационализираме. Уметноста не е рационално нешто. Ама ние сакаме се во калап да ставиме. Ликовната уметност е уметност. Дефиницијата за литература е литературата е уметност која што со зборови и така натаму. А не ние од се да правиме наука и од се да правиме баук и сите да ги правиме неспособни, па никој не сака и затоа не доаѓа. И
она што го имало како бардовско представување, како народно пеење, ние тоа го изгубивме. И затоа оние што читаат, се читаат или романи, си се дома, пијат кафе, чај, читаат книги, бидејќи кажувањето на поезијата е многу важна работа. Чекай, сега сакам да дури те слушам, си мислев колку си во право, истовремено дали си во право се запрашував, затоа што имаше еден професор на факултет кој што ни велеше, тоест ни ја дефинираше тешкотијата на уметноста, зошто е тешко да си уметник, а тешкотијата е во тоа дека со еден производ треба да ги задоволиш сите. Значи и оние кои што не се занимаваат професионално со тоа, и оние кои што се и аналитичари, и професионалци, и критичари и така натаму, и со еден производ да ги задоволиш сите. И задоволиш само едните или само другите е релативно лесно. Ако овие што се професионалците може малку да влеза во некои, не знам, надреални моменти кај што сите ќе се прапаметни, да го задоволиш реално човекот кој што сака само емоција да му се предизвика, реално е многу лесно и има и рецепти за тоа. Има рецепти. Барем тоа кај актерите кај вас може би го има. Не, и во театарот и во музиката го има, сигурно го има и во позицијата. Мојаветов ми е, чеки. Мојаветов ми е, дали мислиш дека треба едноставно да се прави баланс меѓу тие две работи. Ниту да се оди во некоја работа кај што само чувства ќе се задоволува по секоја цена, да не се води сметка за естетиката или само се води за некаква кава естетика, onda немаш никаква содржина. Не може без естетика и не може без основните познавања. Значи јас можам кој знае колку да имам емоции во себе, ако јас сум неписмен, како што многу често ни се случува, џабе ти имаш емоции, ако прво го немаш алатот, го немаш зборот и не го познаваш зборот и ти не можеш да ја пренесеш достоинствено емоцијата. Тоа е тогаш нешто друго. А инаку емоцијата нормално, реков, поезијата е тоа производ на срцето, емоцијата е пред се, меѓутоа важно е да ја спакуваш онака како што треба и во пишувањето пред се, а во она што го рецитираме а не е наше, да умееш да го кажеш, тука ни се совпаѓа тој момент, затоа што ние овде работиме, поезијата е еден творечки момент, пишувањето, а овде ние сме веќе во некој сценски момент, односно веќе имаме изведбена уметност. Правиме муабет дека станува збор за перформанс, така е, еден вид и представа. Така е. Еден вид представа која што е само составена од различни стихови, од различни поети, ваши стихови, така натаму, луѓето всушност сите да гледат еден перформанс, кој што е супер, а не представува некоја нова поезија, едноставно песни кои што сите голем дел ги знаеме, некои не ги знаеме, али и тие што ги знаеме на крај на крајста да видиме како Филип ќе изрецитира таа песна, како Лина ќе изрецитира таа песна. Не затоа што ми треба да ја научам, не знам. Ама истовремено може да се научат и нови автори, нови песни кои што крај на крајста да имав еден разговор со една пријателка кај што велеше има време за се, кам за се, освен да се прочита се што е напишано. За тоа време во еден живот нема. Ајде сега се вратиме малку на Настанов, освен ако немаш нешто да додеш. Немам, не. Немаш нешто да додеш. Се согласуваш одапре. Да, се согласува, немаше да председателот на ЗОКОМ кажа. Како што рече. И подпредседателот вика, така е. Значи, Методија Костовски гостува како музичка поддршка, има таму уште некој таму... А Милан Секуловски гостува... Не знам кој е тој, ќе видиме кој сака да дојде. Во едно друго издание. Во едно друго издание. Успеам да му украдам малку, тоа што сум најљубоморни. Па ти не поддржуваш, мислам дека од самите почетоци и како
И секој ќе. И пријателски, и медиумски. Да, и како публика, еве да речеме, и медиумски, и прво не поддржуваш со емоцијата што ја даваш. Тоа се чувствува и фала ти. Фала ви што поставите. И фала што ќе ни бидеш гости. Фала ви што за поканата и ова сето тргна од ајде да се видиме да снимиме еден муабет за поезија и да студиово малку да го изчистиме од кампањава што помина, не дека се да се навреда дека нешто се извалка, ама малку поетска енергија да внесеме овдека за поблагородно да ни врви зима беше не следува. Да, и сите во кампањата вклучени ги покануваме. И тие што победија, и тие што изгубија, и сите се добре дојдени. На љубење со стихови доаѓале и луѓе кои се од политиката и од културата, и луѓе кои не ни се блиски пријатели, во смисла не е љубење со стихови дека само сега сме ги викнале роднините на Лина и моите роднини дошле и другарите и така, не. На таверна не се помни со роднини. Доаѓаат, ние бевме многу пријатно изненадени. Имавме гости. Еве, нека подсети Лина. Имавме гости, тоа мислам дека беше на второто љубење со стихови, прв пат организирано за денот на влюбените. Имавме гости, дечко и девојка од Ресен и од Битола. Девојката од Ресен, момчето од Битола. После тоа бевме ние нивни гости на проектот на Марија, цртај на македонски јазик се викаше во Љубоњо. Таму настапивме исто така со поетски перформанс, а потоа бевме гости во Битола на покана на Марија. Сега спомнавте гости за дечковци, девојки, да ви се има случајно запрашување? Нема. Сакате да ви се случи? Што не? До тој мејнстрим левел не сме стигнали. Инаку специфично беше дека сега нели врти сучи знаеш или некој си го видел од градов. Конкретниот пар, Дејан беше така? Дејан исто така е поет. Дејан и Марија ние не ги знаевме претходно, ги запознавме и рекла ние сме дојдени специјално за настанов и дека ние вечерва љубење со стихови тука да го прославиме денот на љубените. И такви моменти ни се случувале и понатаму продолжија да доаѓаат луѓе ете така кои им значи и од Битола имавме гости, од Демир Хисар, од Кичево, значи луѓе кои си решиле дека сакаат да дојдат, да видат, да слушнат. Обично имате теми, годинава која е темата? Не годинава втор пат за годинава. Нема тема. На ова љубење со стихови темата е слободна. Претходно се ограничувавме на македонски автори, дури мислам дека имавме едно љубење со стихови исклучиво со прилепски автори. Да. Така некако се погоди. Јас имав избрано прилепски автори, Филип имаше избрано прилепски автори, прилепи околината. Овај пат се одлучивме на слободна тема и прв пат имаме и автори странци. Да, значи нешто што од почеток сакав да го направим и можеби тоа ни беше силен мотив, да не бидеме стереотипни. Значи не сега да се навикнеме дека сите 6, 10 или 100 изданија ќе бидат по еден одреден концепт, рецитира Лина, рецитирам јас, песните се тие и тоа е тоа. Секој досега, секој издание на љубење со стихови се менува. Голем дел од поезијата е различна, има песни што се повторуваат, ама се менува редоследот по кој рецитираме, дали имаме музички гости или немаме, дали некој чита како гостин или не. Цветанка Глигорова ни беше твојата и мојата колешка од Holiday. Значи, цело време нешто ново внесуваме и сакам тоа така да остане, зашто ние пред се јас сакам да се чувствувам убаво. Сакам Лина да се чувствува убаво. Вие ако не се чувствувате убаво, како ние што сме како публика ќе се чувствуваме, тоа е елементарно. Настанот и така почнат. Мислам лично за наш кеф, за наше задоволство, така и почнат настанот. Рековме ќе пробаме да го направиме, па како биди. Од старт бевме ние во смисла и никој и да доаѓаат 10 луѓе и да никој не поддржи, дека ние од старт едноставно тоа ќе го правиме. Сакаме да го правиме тоа и
Сега овие прашања се поставува обично на почеток. Прв пат Лина ми е прв пат гостинка, со тебе се снимавме лани во градината. Ти си поет, ти си метелец, и градинар, и професор, и новинар. Лина, ти работиш во осигурителна компанија. Работам во друштво за застапување во осигурување, да. Осигурителна компанија. Ти како успеваш со таа работа да ја балансира? Дали поезија не ти е некој бегство од тоа секојдневно 8 часовно? Не знам, најверојатно, бидејќи пишувам уште од основно училиште, всушност и ајде да речам, мојот талент се откри случајно кога заборавив дома да кажам дека прв пат правиме писмена по македонски јазик и морав да пишувам тоа што ќе ми текне во моментот. Кога се вратив дома кажав дека правевме писмена, мајка ми беше нервозна. Зошто не кажа, како не кажа? Требаше да се спремаме, како ти без мене ќе правиш? Излезе писмената петка, меѓутоа имав многу лапнати зборови, букви, значи од што сум брзала да напишам и после тоа никогаш веќе не спомна, мајка ми не се понуди да ми напиши писмена. Паузирав додека бев на факултет како да се оддалечив од нештото и како да ми фалеше. И кога се вратив на нештото, почнав така да си го правам од задоволство, да си пишувам, па после излезе една збирка поезија, па една новела, па една книга за деца. Не знам дали тоа ми е бегство од реалноста или да кажам тоа е на некој начин нашата реалност. Не мислам да ти е бегство од реалноста, едноставно како растеретување од една бюрократска работа која што си го благоразуваш животот со нешто исклучително паметно и благородно, така да... Па може да се каже, ама и не знам, затоа што од друга страна па и работава не ми представува некако терет, затоа што сум навикната да ја работам. И морам пред камера да го кажам за да остане снимано. На Facebook си скролувам и ми се појавува Лина за еден статус и има напишано кратко разказче кое што има и диаложења внатре. И станува збор за двајца млади луѓе кои што се среќаваат во еден кафеч и... Да, сега како беше тој за да ја пристапи, не се познаваат и за да ја пристапи кај сакаш да одиме на цигара. И тај вика, па ајде, излегува надвора, ми оти не палиш цигара, ми не пушам, ми тие ми јес. Да. Не мислам, едно најдуховитите нешто што сум ги прочитал така по Facebook беше навистина краткичко и реков, Лина, ова е само почеток на, баш ти пишав тогаш, на еден супер роман може да биде почеток, на една супер љубовна приказна, барем расказ, ако не фазно. Така да го заврши. Не сум го завршила. Да земеш да го завршиш. Ме интересира кај ќе се развива. Не знам колку е Лина свесна, ама да кажам дека ние се знаеме од 2011-та и пред тоа, за тоа што сме иста генерација, меѓутоа за добрите диалози кај Лина помага и моментот што едно време се занимаваше со глума. Да. И јас ја памтам твојна улога кај што беше една баба која беше заљубена во мачки и ги хранеше мачките во театар како се викаше Чин 40 на 5. И мислам дека тоа драмско искуство ти помага во добрите диалози. Можно е. Мене, значи, луцидноста многу ме бенди за двајцава се кана на цигара, од двајца да не пуша. Да, за жал тој план за таа книга, да речам, остана така недовршен. Имам некои форми извадено, меѓутоа никогаш не е завршен, не е дообработен, не е доработен. Че земи да го допишеш барем како расказ, ме интересира како ќе заврши. Кога ќе се распуше. Дечки, мислам дека треба да го завршиме ова полека да ги поканиме луѓето четврток во 19:30 фоаје на Центар за култура Марко Цепенков. Здружение за кум. Ве чека наљубење со стихови Лина Димовска и Филип Димковски, нивните гости Милан Секуловски и Методија Костовски и во убава атмосфера
ќе ве љубиме со стихови, а вие дојдете со отворени срца. И ќе има и пијачки, како се кажа. И пијачки. Понесете само добро расположение. И да не понесе, ќе ги расположиме. Се надевам. Се разбира. Само немојте им темпа даун да Сега добро пајдушко нема да пуштаме. во секој случај се надева. Устари, челендж, да се напиши стихотворба, песна на име Пајдушко, ама во джез верзија. Замислени да завршиме, мала ви се гледате. Се гледаме во следно интервју.